Председателе и колеги пратеници. Најпрвин би сакала да ви нагласам дека првиот дел од овој мој говор е пародија, исто како што е оваа отворена расправа за нов државен јавен обвинител пародија, исто како што оваа држава ни е пародија, ако имаме во предвид дека на 3 месеци од денес оваа влада ќе биде минато и веројатно на ова место ќе дојде некој човек кој што достоинствено, честно, вредно и работливо ќе остварува оваа своја работа и оваа своја функција. Овој мој говор, кој што ќе нагласам е пародија, не се однесува на господинот Љупчо Коцевски, бидејќи лично не го познавам човекот, но од неговата програма и биографија, но и сликичка, не можевме да заклучиме на кои предмети работел, кои се неговите достигнувања и зошто токму тој би бил оној идеалниот за да ја исполнува оваа функција. Но, еве, ќе започнам со едно мое видување дека всушност овој господин е колатерална штета и несреќен случај и за жал денес критиките паѓаат на негова сметка, а можеби не е тоа токму потребното. СДСМ и ДУИ бараат државен јавен обвинител. Го бараат под дрво и под камен. Итно. Сега за мандат од само 3 месеци. Јунак кој што ќе застане на страната на криминалот, неказнивоста, да застане и да ја одбрани неработата, пристрасноста, да ги брани скандалите и да не каже ниту збор за Љубомир Јовески. А не дај Боже пак да го повика на разговор и да го праша за предметите во фиока. Кои особени е пожелно профилот на државен јавен обвинител по мерката на СДСМ и ДУИ да ги има? Ова го немаме во закон, но јас предлагам во заграда, наместо да стои само еден истакнат правник, да стојат и овие карактеристики. Алчност и ароганција. Неодговорност, особена неодговорност кога државниот јавен обвинител ќе биде повикан во ова собрание и тој ќе рече дека еве не сака да дојде и никој за тоа нема никогаш да му приречи. Лажливост, односно една од неговите изјави или првата реченица која што треба да ја каже е дека истрагата е во тек. А истрага ниту започнала, ниту видовме дека започне, ниту заврши. Хипокризија. Не смееме да наштетиме на процесот. Замислете колку процеси во оваа држава досега се водеа и така државниот јавен обвинител по примерот кој што го имавме до денес, секогаш кажуваше дека не можам да дадам некои поголеми детали да не наштетиме на процесот. Не наштетувајќи на процесот, стигнавме до 0% доверба во правосудството, 0% доверба од граѓаните кон СДСМ и ДУИ, но и очигледно многу спасени криминалци. Омраза кон ВМРО-вци. Ова задолжително кандидатот кој што треба да биде нов државен јавен обвинител во мојата пародија мора да го има. Мора да ги мрази ВМРО-вците и сите оние кои што се поврзани со него. Да измислува докази, да фингира докази, да дава налози на други јавни обвинители кои што утре ќе им пушти кривични пријави и ќе ги пушти низ вода, но треба ВМРО-вците да одговараат. Себичност и нетолеранција. Понатаму, она кој што сметам дека треба да го исполнува или од особини кои што треба оваа личност да ги пријавува во однос на другите луѓе, треба да бидат особени комуникацијски вештини. Што мислам на тоа? Треба брзо да одговара на телефонот кога ќе му задзвони Таче, кога ќе му задзвони Бујар, кога ќе му задзвони Артан, Али или Заев. Понатаму треба да има ароганција, особено спрема пратениците, особено на поставените прашања. Треба да има егоцентричност, да биде најпаметен од сите, да има високо мислење на себе, да има грубост
и да биде изолиран. Тоа е особено битно за оваа личност, а тоа мислам да се прави дека не гледа, да се прави дека не се слуша за криминалите кои што се сторени од оваа власт. Особини кои што би требало да се појавуваат во неговата работа би било неодговорност, никаква иницијативност, неуредност, затоа што знаеме дека често во јавното обвинителство фаќаат поплави, фаќаат пожари, снемуваат предмети, па ги бараат предмети со недели, па можеби и години. Не може некој кој што ќе дојде да знае како да ги среди овие работи. Ако ги среди, ќе треба некој да постапува по овие предмети. Неуредноста е една карактеристика која што е битна за оваа власт и оваа личност треба да има неуредност. Понатаму треба да има негрижа, мрзеливост, со години да имаме нерасчистени предмети, да имаме едноставно илјадници предмети поднесени дури и од Државната комисија за спречување на корупција, но никој да не мрдне со прст, да има пасивност и така натаму. Исто така, јас би рекла уште неколку карактеристики кои што оваа личност треба да ги има кон самиот себе, а тоа се супериорност, треба да има егоцентричност и автообожување. Треба да знае да дојде, да ислуша, да не прокоментира, да не каже нешто, се со цел да не наштети на истрагата. На 3 месеци од менување на власта, кога веќе е јасно дека губат, го трошите времето на граѓаните, ги трошите парите на граѓаните за избор на нов државен јавен обвинител, кога јасно ни е на сите дека овој човек нема да може ниту да седне во канцеларија, а камоли да сработи нешто. Но, еве, после овој оглас имаше само 3 кандидати. Малку јунаци во името на власта, која веќе подава бело знаменце. Додуша, и оние кои што се кандидираа, тоест пријавија на огласот, Советот на јавни обвинители ги реши, народски кажано. На огласот кој беше распишан бреа пријавени 3 кандидати, и тоа Фатиме Фетаи, која, замислете, не поднела документ за деловна способност, и Лидија Раичевиќ, која немала менаџерски способности и затоа доби негативна оценка. Ајде да ги видиме карактеристиките кои што ги набројав предходно, дали ги исполнува овој кандидат за државен јавен обвинител од редовите на СДСМ и ДУИ. Не слушнавме некои посебни пофални зборови, но битно човекот се нафатил. Идеален државен обвинител во времето на СДСМ и ДУИ имаше еден. Тоа беше Љубомир Јовески. Втор таков нема да најдете, затоа што откако ви ослужи сите овие години додека беше на оваа функција, на крајот го пуштивте низ вода. Тоа е ваша карактеристика и ги пуштате низ вода сите оние кои што ќе сработат нешто нечесно за вас, но граѓаните тоа веќе многу добро го знаат. Му истече мандатот на Љубомир Јовески, ќе му истече мандатот за 3 месеци на овој државен јавен обвинител. Ќе повторам, овој мој говор беше пародија, но верувам дека ова се карактеристики кои што беа причини или кои што, еве, честните и достоинствени јавни обвинители во Република Македонија ги немаат и затоа се немаат пријавено на овој ваш оглас, затоа што не сакат да ви слугуваат, знаат дека завршивме со вас и знаат дека вие сте минато. Ви благодарам. Благодарам, овде прекинуваме со работа за продолжение по